Почитувани, на ден 30 јануари 2019 година Врховниот суд на Република Македонија на општа седница донесе начелно правно мислење со следната содржина. Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите може да покрене обвинение или пак да нареди запирање на истражна постапка во период не подолг од 18 месеци од денот на преземањето на предметите и материјалите од неговата надлежност како кумулативен услов кој што не може да биде пречекорен и тоа се сметано од денот на приемот на материјалите. Овој дел е цитирање на членот 22 од Законот за популарното специјално јавно обвинителство. По истекот на тој рок од 18 месеци, самото специјално јавно обвинителство веќе не е овластен тужител за преземање на јавно обвинителски работи, на предистражни и истражни постапки, на действија предвидени во Законот за кривичната постапка. Ако целокупната наша јавност знае дека истиот тој материјал што се спомнува помпезно со медиумска покриеност беше предаден на самото специјално јавно обвинителство на 30 декември 2015 година, тогаш јасно е дека самиот рок е веќе истечен во јуни 2017 година. Начелното правно мислење на највисокиот суд во државата е донесено согласно на Уставот и на Законот за судовите и е со цел да се обезбеди единствена примена на законите од страна на судовите. Тука нема ништо спорно. Меѓутоа, во нашиот правен систем, судовите судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори кои што се ратификувани врз основа на Уставот. Значи, јасно дефинирано начело на уставност и законитост. И тоа е едно од темелните начела на нашиот правен систем. Мислењата и одлуките на судовите не се извор на правото и не можат да бидат основа за правораздавање. Единствено компетентен орган е самото собрание, кое што го има донесен органот и кое што и треба да изврши автентично толкување на истиот тој закон. Неколку дена по донесување на ова начално мислење на Врховниот суд нема јавно соопштение од ниту една државна институција. Ги нема Советот на јавни обвинители, Судскиот совет на Република Македонија да реагираат како луѓе од фелата. Ги нема бројните правни експерти, ниту на позицијата, ниту на опозицијата, да ги бранат или пак да ги напаѓаат ставовите на Врховниот суд. Едноставно праве молк за работа која што воопшто не е наивна. Судбината на специјалното јавно обвинителство е директно поврзана со судбината на сите наши граѓани. Не ни е сеедно како граѓани на ова држава дали сторителите на кривичните дела за оние кои што дознавме во популарните бомби ќе одговараат за самите дела или не. Дали криминалот ќе биде изведен пред лицето на правдата или пак едноставно политичките договори повторно ќе бидат појаки од правдата. Како граѓани на Република Македонија имаме уставно право на јавно информирање. Сакаме да знаеме што и како се случува. Граѓанско-демократската унија овдека прашува дали некој ќе одговара и дали тие ќе бидат всушност главните наредбодавачите или пак повторно само оние подолни ешалони кои што се слепи извршители на наредбите. Дали ќе има епилог со конфискација на имот кој што е украден од нашиот буџет или ќе има повторно едно декларативно изјаснување дека нема институција која што ќе може да го гони овој криминалитет или тоа ќе биде поради законската ненадлежност на надлежните. Калимеро велеше нема правда, шарените додадоа нема мир. Ние ќе одиме уште еден степен понатаму, ќе додадеме и нема ни да има доколку криминалитетот не се реши и не му се застане на патот.